Тепих центарот Просперо покрај продавниците во Прилеп, сега и во Битола веднаш до стоковната куќа Марди. Бидете во тренд, темелно променете го амбиентот во кој живеете и работите по најповолни цени. Комбинирајте ги теписите, теписоните, синтелоните, патеките и ПВЦ подлогите од Просперо Прилеп, застапник за синтелон Бачка Паланка. Направете вашиот дом да изгледа онака како што од секогаш сте посакувале. Убави, квалитетни, меки, со стил и достапни за секој дом. Најново во Просперо, ламинат од германско производство во голем број, дезени и различни квалитети, трослоен паркет од фирмата Таркет, како и комерцијален ПВЦ под за јавни институции. Телефони 048 417 705, 048 415 333 и 047 212 020. Просперо, секогаш со вас. Под покровителство на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, в недела започнува промотивната кампања која треба да доведе до комплетно учество на заедницата во реконструирање на зоолошката градина. Токму в недела на јавноста за прв пат ќе биде представен проектот за идниот изглед на битолската зоолошка, со најмалку 26 нови живеалишта, реконструирани стари, изградба на едукативен центар. Благодарение на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион и на целиот стручен тим што располага тие, конечно зоолошката градина Битола го доби она што требаше според мене да го има одамна. Значи со овој проект кој е насловен како изработка на техничка документација за комплетна реконструкција на зоолошката градина ќе го имаме во стварност патоказот по кој треба да се движиме во иднина. До сега сето она што беше преземано и работено во зоолошката градина беше инцидентно и без некој координација. Вака кога ќе ги имаме са готовите проекти веќе изработени, нормално во зависност од финансиските средства ќе знаеме кои живеалишта ќе ги градиме и допрва треба да се изградат. Проектот во својот втор сегмент ја насочува организацијата и спроведувањето на едукативна програма и двегодишниот акционен план кој треба да ја доведе зоолошката до статусот членка на Европската асоциација на зоолошки градини. Процес кој со реконструкцијата и обуките трае неколку години. Ребрендирањето на зоолошката, што исто така ќе биде промовирано в недела, има цел на кус рок да се реализира живеалиштето на Нилското конјче и неговото преселување од Скопје. Комплетното реализирање на визијата за зоолошката со изградба на објектите, нов систем за затоплување и ладење, набавка на возила за транспорт и нов магазински простор, според грубата проценка чини нешто помалку од 2 милиони евра, а Центарот за развој веќе ги презеде првите чекори. Сакам да нагласам дека Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион не застанува тука. Овој настан е за да го промовираме она што досега го направи. Но нашиот фокус веднаш од наредниот ден од понеделник е кон обезбедување на финансиски средства за изградба на овие живеалишта. Веќе е поднесен проект до Бирото за регионален развој за комплетна изградба на живеалиштето за Нилски конј, за што очекуваме во многу скоро време одговор согласно динамиката од минатите години. И во таа смисла би ја искористила оваа градежна сезона за истиот објект да биде завршен и се разбира, како што каже директорот, да му посакаме добре дојде на Нилското конјче од зоолошката градина во Скопје. Предходно, на повикот за прекогранична соработка со Република Албанија беше доставен проект за целосна изградба на едукативниот центар во зоолошката градина и за комплетно поставување на систем за волонтерски систем во траење од 1 година. Одговорите во однос на овие апликации се очекуваат во средината на есента оваа година и можеби за нас најголемата можност е прекограничниот повик со Република Грција, кој што во моментот е отворен и каде што можноста за финансирање се движи до 1.200.000 евра. За истиот се подготвува една голема апликација со поголем број на живеалишта, односно ќе биде во партнерство со Лерин, општината Лерин од соседна Грција и со зоолошката градина од Солун. Граѓанската поддршка на проектот подразбира висок степен свесност за потребата од ревитализација на зоолошката. Од тука се смета и на соработката со бизнис секторот, но и невладините организации. 40 волонтери на Биосфера ќе бидат составен дел од промоцијата в недела, а ќе се погрижат за секој од присутните граѓани и ќе продолжат да волонтираат.
Многу генерации израснале, имале среќно дејство во нашата зоолошка градина и доколку граѓаните активно се вклучат, ќе се обезбеди тоа и за идните генерации. Поради таа голема, односно важна карактеристика, многу е зголемен интересот за волонтирање во биосфера и во зоолошката градина. Волонтерите се тука и за логистичка поддршка, меѓутоа и за поддршка на сите активности кои што ќе се одвиваат во зоолошката градина, особено во едукативниот дел. Кампањата која започнува в недела, освен председателот на државата, зад себе го има и популарниот Ламбе Алабаковски. Тој ја исполнува песната која ќе ги потсетува граѓаните на благородната улога на човекот во светот на животните. Ламбе денеска откри дека не припаѓа на генерацијата која од битолската зоолошка има многу позитивни спомени. Па искрено не. Имам спомени многу рани кои се од пред 2 години кога ја однесов мојата внука таму. Јас мислам дека повеќе животни имаше кај мене во љубеното отколку во зоолошката во Битола. Беше задоволство да се работи заеднички како со вас, така и со децата и со оние кои се погрижија за музичкиот дел, меѓу кои спаѓам и јас. Навистина беше убаво со дечињата да се снима, да се дружиме цел ден, да ја видиме уште наш старата зоолошка и веќе од недела натаму да почнеме да ја гледаме и новото руво на зоолошката во Битола. Навистина сум среќен што сум дел од овој проект и се надевам дека еден ден и моите деца ќе зачекорат во новата зоолошка градина во Битола. На промотивниот настан ќе учествуваат и битолските ѕвончиња кои пеат со Ламбе, паркети и учесници од детскиот фестивал Тралала. Но само Ламбе ќе потпише околу 1000 CD-а со песната "Место за нас", направена за кампањата насловена "Секој ден е среќен ден". Во нашата зоолошка градина, ова е место